Го сакам Кавадарци и со наредна емисија го отсликуваме работењето на локалната самоуправа, отсликуваме се она што е направено од 2018 година до сега во мандатот на градоначалникот Митко Јанчев и овој совет. Образованието е столб, би рекол, на секое општество, тоа е она што води кон развој на иднината на секоја држава. Општина Кавадарци во изминатиот период одвојуваше доста средства за реконструкции во образовните институции. Се одвоја средства исто така и за подобрување на сите услови на учениците, наставниот кадар во основните и средните училишта. Во наредните минути го отсликуваме работењето на локалната самоуправа во делот образование и спорт. Мој соговорник е Зорка Вачкова, магистер по комуникацијски вештини, инаку раководител на секторот за образование и спорт. Благодарам што прифативте да бидете дел од серијалот Го сакам Кавадарци. Добар ден. На почеток би сакала да изразам голема благодарност на КТВ телевизија, која што континуирано ги следи активностите, случувањата во нашиот град. Како што рековте, го сакам моето Кавадарци, меѓутоа не само кавадарчани, туку и повеќе општини би сакале да живеат во нашиот град. И ја користам приликата да ги поздравам гледачите и слушателите на КТВ, со тоа што посебен акцент би ставила да ги поздравам учениците, родителите и наставниците, кои што во ова невреме се надевам дека будно ќе ја следат оваа емисија. Образованието е топ тема деновиве во јавноста со новиот закон и така натаму, меѓутоа ние повеќе ќе се насочиме на она што е направено за да имаат учениците подобри услови за предстој во училиштата, за работа. За жал, оваа година и минатата учениците се надвор од училишните клупи, барем оние од трето одделение до средно. Ајде да почнеме како се изведува наставата во ова невреме во општина Кавадарци со оглед на пандемијата и се она што е актуелно и пандемијата која што ги изнесе учениците од училишниот двор, од училиштата и така натаму. Точно така, во ова невреме, како раководител на секторот за образование и спорт, соработувајќи со другите сектори, со помош, голема помош на градоначалникот господин Митко Јанчев и Советот на општина Кавадарци, кои доста конструктивно пристапија во решавање на проблемите на овие веќе втора година, кој што донесе, па да кажам, и во другите дејности, но најмногу во образованието, кое што беше блокирано и немаше можност да се изведува настава со физичко присуство, се пристапи кон учење од далечина, а тоа предизвика бура од реакции на родители, предизвика потреби за реализирање на настава од далечина, каде што беа потребни набавување на информатичка технологија за можност на следење на наставата. Но, како и секогаш, ние први во се, општина Кавадарци уште за време на почетокот на пандемијата конструктивно се справи со најавата на оваа проблематика, со тоа што ние на почетокот обезбедивме доволно простории, почитувајќи ги мерките и протоколот за заштита на здравјето и животот на учениците, така да секој училиште беше спремно да изведува настава со физичко присуство, но генерален став на владата и на министерството беа да наставата се изведува со далечинско учење, единствено од прво до трето одделение, каде што беше со физичко присуство, и дел од руралните средини, каде што имаме помал број на ученици кои што изведува настава со физичко присуство. Во тој дел, уште на стартот, ние како општина со доброто менаџирање се набавија електронски уреди. Училиштата беа опремени со електронски уреди, имаше донации за учениците кои што им се помогна, кои што беа нормално од семејства, каде што не можеше да им се приушти да ја следат наставата онлайн, но и онаму каде што не успеавме, со добрата организација на општината и училиштата се потрудија да набават учебници во печатен материјал и да им се достават на учениците, а при тоа штитејќи ги од загрозувањето од пандемијата, и наставата до сега, барем со нашето следење, се одвива неприкосновено. Не можеме да кажеме дека во ова време е се феноменално. Има проблеми нормално, но ние сме затоа тука да ги решаваме тие проблеми, да помогнеме на училиштата, да им помогнеме на родителите како и на учениците. И во тој поглед вратите на општината се постојано отворени.
така да еве и оние кои што не гледаат сега, независно за каква проблематика се работи, дали во делот на условите, дали во делот на материјалите или пристапот кон наставните содржини, ние им стоиме на располагање и како сектор и како општина во тим со другите сектори. За среќа сепак со почитувањето на протоколите немаме бројки кои што би го попречиле одржувањето на физичка настава од прво до трето. Сето тоа успешно се менаџираше, беа мали бројки кои што повремено се појавува, меѓутоа не дојде до прекин на онаа настава која што се изведува со физичко присуство. Да се надеваме дека побрзо ќе заврши оваа пандемија и учениците ќе се вратат таму каде што му е местото и каде што се чувствуваат најсреќни, фактички местото каде што треба да го поминуваат животот. Меѓутоа, рековме дека општина Кавадарци е меѓу ретките општини која што речиси целосно ги подобри условите за предстој на учениците, како од училниците, така и од останатите простории кои што се во училиштата. Во наредните минути би замолил да елаборираме се она што е сработено во периодот од 2018 до 2021 април, кога го реализираме ова интервју. Точно така, да се вратаме на претходните реченици. Наставата од прво до трето одделение непречено се одвива и тука сме спремни, бидејќи имавме ученици во самоизолација, заразени родители кои што мора своите деца да ги чуваат во своите домови, штитејќи ги во сопствените домови. Меѓутоа и тука бевме спремни со тоа што на учениците им беа дистрибуирани материјали од образовниот процес и наставниците кои што има можност да им помогнат со онлайн настава за објаснување, сепак учењето сами и учењето со наставник не е исто. Меѓутоа максималните напори на наставниците не изостана овде, така да мислам дека во тој дел Кавадарци како општина, следејќи ги статистичките податоци на секојдневното известување од училиштата за бројот на заразени и бројот на учениците во самоизолација, иако на медиумите гледаме дека Кавадарци е меѓу првите градове, меѓутоа тука немаше некоја енормно висока бројка каде што во училиштата каде што се појавуваа тие бројки, тоа беа повеќе вие како медиумска куќа ги следевте статистиките од каде тие заразени доаѓаат, на кој начин, имаме фабрики, сепак не можеме да заштитиме целосно, да ги ставиме децата под стаклено звоно, меѓутоа сепак излегувавме во пресред и го решававме тој проблем. Во делот на капитално инвестирање, иако пандемијата си го стори своето како во стопанството, исто така и во другите клетки на општеството, општина Кавадарци и тука не заостанува, туку е да кажам дека меѓу највисокото ниво во државата во инвестирање во образованието, бидејќи инвестицијата во младите е инвестиција за нас, така што учениците се идни граѓани на општината, а граѓаните општината. Можам да кажам дека и можеме да се пофалиме, контактирајќи со моите колеги од другите општини, што реков преска дека сакаат да посакуваат да живеат во општина Кавадарци. Јас би ги изнела глобално цифрите кои што ќе покажат дека континуитетот во пораст на средствата кои се одвојуваат од буџетот се во континуиран пораст. Така да од година на година, еве да ги земеме последните 4 години, од 2018 до 2021, иако пандемијата си го направи своето, ние не се откажавме во тоа да планираме помали капитални инвестиции или помали средства. Во спротивно на тоа, во аплицирањето и до други надлежни институции, други донатори, градоначалникот кај нас, вас ви е познато дека постојано се движи во тој поглед и каде што има можности за учество во грантови, каде што општината учествува со незамарлива бројка на средства, само и само да се добие подобрување на условите, како во материјално-техничките услови, така и во образовниот сегмент. Така да, ние имаме во општина Кавадарци гравитираат 6 основни училишта и едно основно музичко и балетско училиште, кои што малку повисоко котираат на ниво на држава, бидејќи се опремени доста добро, а тоа е секако со заложбите.
на општината и градоначалникот и советот на општина Кавадарци. Во делот на средното образование имаме 3 средни училишта, од кои гимназијата Добри Даскалов со гимназиско образование и 2 образовни профили стручни, економски и правен техничар, и други 2 средни стручни училишта кои што имаат продуцираат кадри согласно потребите на пазарот на трудот, а тоа се Земјоделско-шумарското училиште Ѓорче Петров во Кавадарци, кое што продуцира кадри според потребите на пазарот и на трудот, и кое што минатата година отвори една медицинска паралелка фармацевски техничар. Ќе се прашате каде сега медицинската паралелка во Шумарското училиште. Меѓутоа, токму таа анализа што ја правиме на ниво на општина и ние како сектор за образование, исто и следењето на политиките, на уписните политики во државата, па знаеме дека на родителите име обврска да ги едуцираат своите деца и да вложуваат во образованието, но исто таа обврска е и на општината, следејќи колку тоа средства се потребни за еден ученик да учи според неговите афинитети и неговите желби. Гледајќи ја бројката колку ученици ни се одливаат од општина Кавадарци во другите општини за запишување во средно медицинско училиште, се одлучивме да таа паралелка ја отвориме токму во тоа училиште, бидејќи таму постојат лаборатории кои што се доопремија и се вложија многу инвестиции за да бидат адаптирани да се изведува настава од медицинска струка. Второто средно стручно училиште е Киро Спанџов Брко, кое што во континуитет го зголемува обемот на профили на кадри по паралелки, бидејќи развојот на стопанството и индустријата во Кавадарци, можам да кажам дека сме меѓу првите, со странски инвеститори, со домашни инвеститори, кои што нормално имаат потреба од образување на профили и кадри кои што ќе им бидат потребни за вработување. Во тој дел можам да кажам дека општината доста добро се залага, доста добро се менаџира, така да прибарањето согласно анализата на теренот од стопанските комори, стопенствениците, кои изразуваат потреби од тие кадри, ние од година на година така ги правиме размислувањата и ги гледаме условите во кои што може да се реализира тоа барање и условите кои што може да се подобрат за да имаме реализација на тие средни училишта со образовните профили согласно потребите на пазарот на трудот. Па, како за показател би кажала дека кај нас во основното училиште се образуваат 3144 ученици во 196 паралелки, кој што не е занемарлив податок, каде што имаме 281 ученик дополнително во 30 паралелки во музичкото училиште. Вкупниот број на вработени во основно образование е 438, од кои се 316 наставен кадар, а останатите се административно-технички кадар. Во средно образование се образуваат 1414 ученици во 75 паралелки, 182 вработени, од кои 134 се наставен кадар, а останатите се административно-технички кадар. Ако се погледнат бројките на училишни обврзници, мислам дека вреди да се прават максимални напори за подобрување на материјално-техничките услови, за осовременување на училиштата, за збогатување со нагледни наставни средства, каде што и училиштата не заостануваат со нивните напори следејќи го чекорот на општината, бидејќи тимот ги постигнува целите. Така да, ако, како што спомнав преска, дека кога ќе погледниме овие бројки, ќе видиме дека имаме голема обврска и општината не смее да биде во мирување, туку мора постојано да се движи кон повисоки цели, со тоа што необично, мислам, таа се залага во секојдневното покрај одржувањето на објектите, преска спомнав, и во капиталното инвестирање. Овде би разграничила, бидејќи ние имаме буџет на општината, имаме блок дотации, и имаме самофинансирачка дејност на училиштата, но општината и училиштата максимално го следат електронските информации каде што постои можност за аплицирање со грантови,
каде што средствата произлегуваат од општината процентуално и се дополнуваат со грантот од институцијата од која што го нуди тој грант со одредени цели, нели, исполнување на одредени критериуми. Средствата за образование во општината, можам да кажам, еве да заокружиме генерално, од 2018 до 2021 година за образование се планирани и реализирани, нели знаеме дека добри домаќини во државните и општинските установи се оние кои што планираниот буџет максимално го искористуваат, а не се домаќини кои им остане, нели, салдо на крај на година нереализирани. Тука можеме да се пофалиме дека општина Кавадарци планирањата на буџетот во делот на основното средното образование, детска заштита и спорт целосно ги реализира, па повремено некош се прават и ребаланси на буџетот, се дополнуваат тие инвестиции од институциите кои што како, нели, добри домаќини им остануваат салдо, па ние знаеме тоа умешно да го искористиме, затоа што училиштата се спремни во секој момент со изготвени проекти, кои што од градежни работи нашите служби од урбанизам и градежништво несебично се залагаат во изготвување на предмер пресметки проекти кои што во моментот се потребни за аплицирање во институциите. За периодот, еве како показател кој што е дел од бројката на вкупните инвестиции во образование, во периодот 2018-2021 се планирани и реализирани 1 милиарда 362 481 денари, кои што се покрај основните потреби на училиштата за плати на доместоци, основно одржување, огрев, превоз, се наменети и дел од тоа капитално инвестирање, кое што пак општината го дополнува, бидејќи знаеме дека благодотациите кои што се наменски за плати, немаме право да дополнуваме во тој дел на инвестициите. Ние помагаме во сите други инвестициони вложувања во образовните институции. Овој дел би сакала да истакнам дека се евидентирани, нели, и други заеднички инвестиции со другите сектори. На почетокот спомнав дека феноменална е соработката меѓусекторска во општината, така да, значи, имаме човек кој што не држи заедно да бидеме конструктивни, да си помагаме меѓусекторски, да се напојуваме со информации, да алармираме, да помагаме во некое барање, во решавање на проблем. И морам, еве, да ја искористам приликата, бидејќи покрај овие сите инвестициски вложувања ние добиваме донации од фирми, од стопанството. Нели, сепак и тоа се должи на доброто менаџирање. Не би одела поединечно, еве го користам моментот за благодарност на сите оние кои што донираа на општина Кавадарци, претежно во делот на образованието, а не за занемарување. И воедно сакам да се заблагодарам на фондацијата Никола Јанчев, кое што во време на искачување на скалата на нивото малку на позагадени градови, смогна сили и направи големи напори во сите основни и средни училишта, во сите простории, да донира прочистувачи на воздух. Тоа беше од големо значење и се уште од големо значење за учениците и вработените во образовните институции, каде што до ден денеска се користат тие, иако е време на пандемија, сепак, нели, да не заборавиме дека и учениците од прво до трето оделение, покрај тоа што со маските, еве, ве гледам вас, јас сепак заради разбирливост во говорот не ја користам маската, меѓутоа тие дечиња по неколку часа затворени во просториите каде што, нели, имаат потреба од кислород, добре дојдени се многу тие прочистувачи на воздух, а преска не напоменав дека и онлайн наставата се изведува од страна на наставниците во училница. Исто така им беше укажано, еве и сега ја користам приликата да сепак ги известам родителите дека и покрај тоа што се изведува онлайн настава, на директорите на основните и средните училишта им беше укажано дека по потреба на ученикот или родителот, запазувајќи ги мерките за заштита на
учениците, вработените и на самите нив, да се пријават кај наставниците каде што учениците сметаат дека има или родителите сметаат дека имаат потреба од појаснување, од дополнување на материјалот кој што жално е дека учениците сега мора сами да се снаоѓаат, бидејќи се помалку имаме време за одвојување време за да седниме со учениците, да им појасниме, да им објасниме, но и секој не сме стручњаци, не сме професионалци да навлеземе во материјата и да им го презентираме или да им објасниме на учениците тоа како што тоа може да се направи со физичко присуство во наставата. Но се надевам, како што и вие рековте, дека ова време наскоро ќе заврши, но сепак мора ние како општина да бидеме спремни и за септември дека ќе продолжи пандемијата, но со надеж дека ќе запре и дека повторно ќе се нормализира воспитно-образовниот процес. Можам сега да кажам дека се направија многу измени во законските процедури, во делот на образованието, каде што најмногу има. Не би преодицирала како тие ќе се одразат врз ова време, каде што стопанството е на долна линија, инвеститорите, макар и вработувањата се разречуваат, но сепак ние не смееме да промашиме овде во некои планирања и спремност да излеземе во пресрет на најмладата популација, бидејќи знаеме дека ако во овој период се направи голем јас меѓу она што треба да го знаат, она што го испуштиле да го знаат, и кога треба да спремаме здрави идни генерации, сметам дека тука треба будно, како и вие, така и ние, така родителите, наставниците, директорите, треба да бидеме спремни на вложување на малку поголеми напори од вообичаено. Госпоѓа Вачкова, рековме дека значајни се инвестициите во сите училишта. Еве во наредните минути да се осврнеме на секој училиште поединечно. Како што спомнавме дека се вложени големи капитални инвестиции во периодот кој што го кажав, износот од милиарда и неколку илјади денари, би напоменала по неколку покрупни инвестиции, што не значи дека тие се тука, меѓутоа кои што се вредни закажување, бидејќи тие инвестициони вложувања го подигнаа нивото на материјално-техничките услови во образованието. Во последниот период од 4 години Тошо Велков Пепето, основното училиште Тошо Велков Пепето, направи повеќе активности во тој поглед, со поплочување на дворот, реновирање на тоалети, реконструкција на сооблекувални во спортска сала, осветлување на училиштето, набавка на проектори, интерактивни табли, набавка која е во тек за промена на потву училници, кои што се за една малку поголема сума, и би рекла дека овие поголеми вложувања ќе го подигнат нивото на квалитетните услови за реализација на воспитно-образовниот процес, кој што е и такако потребно за учениците. Гледајќи ги, вие овој дел не би го елаборирала поединечно, знаеме што значи едно добро осветлување во едно училиште, знаеме што значи еден рамен училишен двор, кој што може да предизвика низа повреди на учениците. Во основното училиште, општинското основно училиште Тоде Хаџитефов, поголеми капитални проекти кои што се реализирани во училиштето се реконструкција и адаптација на простори во училишна библиотека, нов мебел и интериер во продолжениот престој за учениците во продолжен престој во спортската сала и во канцелариите, реконструкција на објекти, фасада, врати, спортски терени, оградни зидови. Вие сигурно забележувате дека сите овие кои што се спојка на капитални инвестирања и реализација на тие активности се во интерес на подобрување на условите. Некој ќе каже што сега ви текнало во време на пандемија, вие оградувате дворови, поплочувате. Да, точно така е, меѓутоа пандемијата е сега до утре. И ќе заврши. Дали треба да чекаме по завршување на
на пандемијата да направиме пауза од неколку години, да се руши и постоечкото, да се загрози и постоечкото, па да почнуваме од нула. Не. Општина Кавадарци никош не почнува од нула. Општина Кавадарци продолжува. Во основното училиште Страшо Пинџур по значајни капитални инвестиции се санација на дел од училишниот двор со бекатон плочки, санација на фасада, реконструкција на тоалети, промена на лед светилки, изградба на нови училници, реконструкција на подрачните училишта во Дреново, во Теке исто и по село Возарци, промена на училишна ограда, променет училишен инвентар, набавена асистивна технологија за учениците со посебни образовни потреби и во Теке изградба на нова спортска сала. Не напоменав дека дел од основните училишта кај нас во нивниот склоп гравитираат и училишта од селските подрачја, каде што исто така и таму не се заборавени, приоритетите се дадени на поголеми капитални инвестирања, и ако забележавте фасада, тоа е во прилог осветлување фасада, грење. Општината овие 2-3 години прави големи напори и си зеде за обврска да воведе економичност во грењето. Таа економичност во грењето и економичноста во потрошувачката на електрична енергија токму произлегува од термофасадите кои што сите училишта ги добија, промена на светилките кои што драстично се намалија трошоците за електрична енергија. Во Тек се промена на котлите за парно грење, каде што се оди исто така на економичност. Во тој дел каде што за неколку години таа инвестиција ќе се покрие со исплатливоста на огревот инвестициите кои што се даваат за огревот. Во општинското основно училиште Димката Ангелов Габерот целосно има обновување на осветлувањето, внатрешна реконструкција на училиштето, реновирањето на тоалетите, реконструкција на кров во село Сопот, промена на системот за грење и ладење, пред малку тоа што го споменав. И во 2021 година сега се во тек повеќе активности кои што се во тек на реализација, бидејќи апликацијата на училиштето имавме информација дека е во тек на разгледување, каде што покрај средства од Министерството за образование и Светска банка, општината редовно учествува, и јас можам да кажам за пофалба е дека не учествуваме со тие ограничени 10%, тука сме широкогради и учествуваме со поголем процент, кој што е пак како еден од условите што Кавадарци почесто ги добиват тие апликации за грантови. Основното училиште Димката Ангелов Габерот Ваташа има позначени проекти, не би ги набројувала по години, би ги кажала генерално: обновување на внатрешни врати, подигање на системот за безбедност со видеокамери, преадаптирање на простории во училници, нова заштитна мрежа на спортско игралиште, пренамена на просторија во кабинет, набавка на лаптопи, лед осветлување, нови клупи и столчиња, нови лед телевизори, набавка на електронски уреди, и во тек е изградба на новата спортска сала, која што е во вредност од 16 милиона и 500, кој што може би ќе има зголемување, но не напоменав дека тоа го остави во делот на спорт. Меѓутоа сега, бидејќи ги спомнавме училиштата Страшо Пинџур и Димката Ангелов Габерот од Ваташа, беа единствените училишта кои што не располагаа со спортски објекти, спортска сала. Меѓутоа сега и тоа се реализира со вложувањето на малку поголеми напори, каде што градоначалникот има разбирање за спортот, посебно спортот во основното и средното образование, и малку повеќе се даваат инвестиции за опремување и реконструкции на постоечките и изградба на нови спортски објекти и реновирање на спортските терени. Основното училиште Гоце Делчев во текот на овој период има исто така реконструирани тоалети во спортската сала, санација на систем за парно грење, обновување на осветлувањето, обновување на просториите и реконструкција на просториите за продолжен престој, богатени со реквизити, слободни активности на учениците, набавка на внатрешен инвентар во училиштето, заменети врати во училници, канцеларии,
санитарни чворови, заменети врати во спортска сала, обновување на просторија за исхрана и овозможување, оспособување на просторија за исхрана на учениците и набавени спортски реквизити, нагледни средства за музичките кабинети. Извршено е хортикултурно уредување во училишниот двор, постоечкото осветлување со лед, заменето е со лед светилки, реконструирани и опремени лаборатории за природни науки и поставена е вертикална платформа за превоз на лица со хендикоп во износ од 700.000. Тука сакам посебно внимание да скренам, бидејќи сега во основното училиште Гоце Делчев има можност за олеснување на пристапот на учениците со хендикеп на први и на втори спрат, и таа вертикална платформа е лифт кој што може да биде на располагање на лицата кои што имаат проблем со качување по скали, бидејќи знаеме дека во тоа училиште библиотеката е на втори спрат, иако сите училишта се обезбедени со пристапни рампи, но еве нека биде апел тоа и во другите училишта. Јас апелирам и до средните училишта. Мислам дека тоа го има предвидено сега Кирос Панџов Брко во последнава апликација за целосна реконструкција и обновување на осветлувањето и внатрешната реконструкција, кој има планирано таа вертикална платформа, која што ќе биде испомош и пристап, сите сме еднакви. Во музичкото училиште исто така и музичкото училиште не заостанува зад другите основни училишта, бидејќи во склопот на основно образование, имајќи ги во предвид бројките од 280 ученици кои што се на солидно и завидно ниво во споредба со другите музички училишта на ниво на државата, и бидејќи тоа тоа е јавна тајна дека Кавадарци е расадник на музички таленти. Да, сега ќе добиеме и паралелка за средно образование. Да, направени се многу промени, реновирање на училишната зграда која што беше направена со преадаптација на медицинската зграда од Министерство за здравство, која што далечната 2000 година ја земавме под образование, и со помош на UNDP ја претворивме во прекрасен објект, но музиката не е музика ако нема каде да се одржуваат концертни музички манифестации, па затоа бевме испровоцирани да завземеме уште малку поголем зафат, тоа е концертната сала, која што добре дојде ни дојде, малку бевме поголеми визионери, наместо кров да ставиме на втори спрат, ние оставивме простор за да го оплемениме со канцелариски конференцијски сали, кои што сега со отварањето на ова паралелка за средно музичко училиште, кое што е во склоп на Илија Николовски Луи, ќе стартира од месец септември. Еве тоа нека биде јавна информација за заинтересираните таленти кои што планираат своето музичко образование да го продолжат во средно образование, бидејќи кај нас во основното музичко училиште се едуцираат ученици од прво до 9 оделение. Сега тие ќе може да го продолжат своето образование во паралелката од средното музичко, кое што ќе се стартира од учебната 2021-2022 година, бидејќи досега музичкото училиште има опремено студија, смарт табли, пијана, музички инструменти. Кабинетите се опремени, и тоа опремени на едно малку повисоко ниво. До завршување и доопремување на концертната сала, поставување на ограда инокс, отварање, поставување на систем за топловодно грејење во концертната сала и поврзување на постоечкото училиште со концертна со топол премин на училиштето со концертната сала. Има уште многу да се говори за основно образование. Јас се надевам дека ова нема да биде последната емисија. Еве ве провоцирам како медиумска куќа да во наредниот период имаме поотворени широки дебати кои што ќе бидат третирани проблемите во зависност од актуелноста во секојдневието кој што произлегува секојдневието. Ние немаме временски период, сега се одржува образованието, сега не. Кај нас образованието е континуитет од 1 септември до 31 август. Сега би ги споменала и средните училишта кои што
на почетокот спомнав кои се значени, бидејќи како што е основното образование, така и средното е задолжително средно образование за сите ученици. Овде можам да кажам сега, бидејќи нели преминувам кон средното образование, како во основното, така и во средното образование. Општина Кавадарци е меѓу ретките, можеби единствена, која што нема долгувања во делот на образованието во ниеден поглед. Бидејќи знаете, вие ги следевте информациите од другите општини дека има долгувања за превоз на ученици, превоз огревот во училиштата, за останати сметки, исклучени струи. Во Кавадарци досега тоа се нема случено. Напротив, доколку бидејќи одиме рационално на користење на средствата кои што се и од блок дотациите за превоз и огрев, кои што доколку останат секако се искористуваат нели за добробит на учениците. Гимназијата Добри Даскалов, бидејќи е училиште кое што има голем број на ученици, имаме недостиг на простор за да воведеме едносменска настава, тоа не го споменав, бидејќи општината минатата година правеше напори и планирања, калкулации како сите училишта да ги направиме со едносменско работење. Едносменското работење е поволно и за учениците, кои што не мора да стануваат во 6,5 часот во средните училишта, бидејќи наставата им почнува во 7 часот. За да брзаме ние меѓу смена да фатиме некој час за дополнителна и додатна настава, бидејќи знаеме колку се обременети учениците со часови и наставни содржини во тие часови, така да едносменското работење дава малку опуштеност како за учениците, родителите, така и за наставниците, кои што нели немаме ограничување по 13 часот да заврши прва смена, побрзо да почне втора смена. Тоа е еден сегмент. Вториот сегмент е заштедата на електрична енергија, заштеда на превоз, нели превозот наместо да биде 2 пати по 2 линии би бил еднаш во повратна линија. Во тој дел гимназијата прави напори нели да се изедначи со другите две стручни училишта, затоа се направија поголеми инвестиции во реконструкцијата на тоалетите, ходниците, опремување на училишна библиотека, промена на осветлување во училиштето, во спортската сала, во училишниот двор, во тек е склучување на договор за современ спортски терен со вештачка трева. Кога го разгледувавме едносменското работење за гимназијата, имавме проблем со реализација на часовите по физичко, бидејќи знаеме дека таа голема бројка на ученици има потреба од физички активности на часот по физичко образование. Макар што гледавме некои предлози дека во близина ни е спортската сала Јасмин, дека имаме можност да ги користиме спортските терени, но сепак нели зимскиот временски период не дозволува, условите не дозволува, во надворешне. Ако евентуално дојдеме до решавање на тие мали проблеми во делот на просторни услови, се надевам дека и гимназијата ќе оди во едносменско работење. Земјоделско-шумарското училиште во последниот период има направено неколку зафати од клучно значење, исто тие се едносменска настава во поглед на заштедата нели на електричната енергија и грејењето. Реконструкцијата имаше целосна реконструкција на фасадата и кровот на училиштето, бидејќи внатрешноста е од солидно ниво. Имаше потреба и приоритет се доби на овој дел. Се набави видеонадзор и осветлување, опрема, хортикултурно уредување, што е нивната нели дејност, асфалтни патеки, реконструкција и пренамени на училници во лаборатории, реконструкција на ходници, поставување на нова ограда, преградување на училници, поставување на лед осветлување и напоменав нели дека во училиштето е отворено медицинската паралелка, фармацевски техничар. Кирос Панџов Брко исто така не заостанува за овие две средни училишта, има направено доста инвестициски зафати. Целосно е оградено училиштето, училишниот двор со метална ограда, која што е од 200 метри во прва фаза, поплочување на задниот двор, реконструкција на кабинети, на 6 кабинети и работилници, реконструкција на канцеларијата наставничка, замена на дрвена столарија, поставени нови подови, во тек е постапка за монтажа на 10 киловатен сончев панел на кровот на училиштето за заштеда и продажба на електрична енергија, бидејќи знаеме дека ово училиште е електромашинско и
мене ме радува фактот дека своето знаење наставниците и учениците кои што можат по практичен дел да го согледаат значењето на струките на кои што се застапени во училиштето. Направена е опрема на нова лабораторија од електротехничка струка, довршување на металната ограда, озеленување на училишниот двор, реконструкција на кабинети, реконструкција на тоалети, исто така со апликацијата сега пред извесен период кога аплициравме за целосно промена на осветлувањето во училиштето, имавме обврска да направиме покрај ова вертикална платформа за учениците со телесен инвалидитет, имавме обврска да ги направиме тоалетите да има пристапност за лицата со телесен или ментална попреченост, бидејќи знаеме дека не само законската обврска, јас секогаш би го дала човечкиот фактор, разбирањето и заложбата на институциите да овозможат еднакви услови за пристап до образовниот систем на граѓаните, бидејќи ние сме сервис на граѓаните. Исто така, во последниот период се направени поголеми зафати на надворешните ѕидови, подземни инсталации за наводнување на училиштето, оплеменување на зелената површина, изградбата и реконструкцијата на дворот, поплочување на дворот со бекетон плочки, сигурно сте биле присутни таму да го видите, во моментот се довршуваат сите тие градби и да не ја запоставиме осовременувањето на наставата, сите 28 училници се дигитализирани со LCD проектори, компјутери, слушалки, камери, бидејќи сега и како се потребни нели во овој период. За практичната настава можам да кажам дека и двете средни стручни училишта и гимназијата од стручните профили имаме опремени училници и лаборатории, бидејќи морам да напоменам училиштето Кирос Панџов Брко за прв пат е воведена струката техничар за производство на машинство и металуршки техничар по барање на Евроникел. Но исто така морам да кажам дека имаме склучено договор за дуално образование со Дрексler Мајер и сега оваа година дуалното образование се прошири во другите сегменти, во другите профили, со тоа што се склучија договори со повеќе индустријски гранки, стопанството, кое што во зависност од струката на учениците. И би кажала неколку зборови каде што сега во делот на училишниот спорт, бидејќи имаме училишен спорт во основното и средно образование, кое што го водат наставници за училишен спорт, нашите училишни спортски клубови учествуваат во сите надпревари и бидејќи е во секторот, јас само неколку збора би кажала, тоа би го оставила на лицето за спорт кој што секако ќе гостува во вашето училиште. Сите училишни спортски клубови учествуваат во најмасовната спортска организација Федерација на училишен спорт во Македонија. Училишните спортски клубови од Кавадарци учествуваат во западен регион со календар за регионални училишни лиги и тоа во фудбал, кошарка, одбојка и ракомет за основните и средни училишта за машка и женска конкуренција. Водејќи се од правилото за во здраво тело, здрав дух од страна на општината, се прават големи напори за одржување, реконструкција, градба на спортски објекти и терени со цел за унапредување на спортот. Мислам дека тој дел ќе ви го оставаме како провокација, нели, да навлезете повеќе во таа тема. Така да информираме и за активностите во спортот. Така. Ги споменавме образовните институции, тука и детската градинка, зашто ќе направиме и одвоена емисија во серијалот Го сакам Кавадарци, меѓутоа редно е да споменеме што се е направено и овде. А знаеме дека веќе нема листа на чекање, децата можат да посетуваат градинка, што е многу важно за најраната возраст. Да, бидејќи во секторот за образование и спорт влегува и одделението за детска и социјална заштита, нема да бидам, нели, ќе бидам пристрасна ако не би го спомнала и овој дел, но нема да навлегувам подлабоко во оваа тематика, затоа што го оставам тоа на стручните, директорката заедно со стручните служби да го изнесат делот во подетално и подробно објаснување, но би сакала да напоменам покрупни капитални инвестиции кои што
глобално, нели, во кој дел општината во делот на детска заштита прави големи напори за подобрување на условите за престој на младите во ЈОДГ Рада Поцева и има реализирано покрупни проекти, тоа не би ги набројувала поединечно во објекти, каде што освен имаме нели потреба за да тоа го напомениме, каде што се доби нов објект, нели, во овој период се доби нов објект Буба Мара, со преадаптација на исто така дел од објектите на Министерство за здравство, тоест здравствениот дом, и локалната самоуправа овозможи просторни услови за згрижување на 75 деца. Тоа се минус 75 деца, нели, од листата на чекање. Објектот Снежана доби доградба на нов простор за згрижување на деца од 187 метри квадратни, се изврши промена на влезен хол, просторија за комуникација, ходници, гардероби, занимални, санитари, со тоа што во овој објект сега се згрижуваат 178 деца во 11 воспитни групи. Има објектот Детелинка исто така изврши доградба, со што се доби простор за згрижување на 225 деца на 14 воспитни групи. Објектот Звончица во село Возарци, кое што нели беше ветувано, меѓутоа сега им се оствари сонот на граѓаните од село Возарци за посетување на нивните деца во градинка. За згрижување на 19 деца од 2 до 6 годишна возраст со преадаптација на простор од здравствен дом во градинка. Значи, најјака не е комуникацијата за отстапување на простор со Министерство за здравство. Село Марина исто така доби детска градинка Петар Пан со преадаптација на училишен објект во детска градинка, каде што се згрижени 23 деца од 2 до 6 годишна возраст. Капитални проекти кои што се опфатени во овој временски период се со партнерно уредување на дворните површини, осветлувањето на објектот, целосно оградување на метална заштита, ограда на стрешници, детски реквизити, и вредно е да се напомене дека се гради нова градинка во реон каде што немавме таков објект, каде што ќе има опфат на голем број на дечиња, така што мислам дека Кавадарец ќе биде повторно единствениот град каде што ќе нема листа на чекање за опфат на дечињата во предучилишно и децата во предшколска возраст, бидејќи со ово објект целосно се заокружува и се решава проблемот за згрижување на децата од 2 до 6, од 1 година до 6 години до предучилишно. Тука привршуваме со образованието, иако има уште многу за да зборуваме. Рековме дека ќе одработиме и други емисии со образование, која ќе биде пораката за крај до нашите гледачи, до граѓаните, родителите и сите оние кои што не следеа во елаборирањето на се она што општината направи за подобрување на образованието, а со тоа и искачување високо по услови во државата. Ака јас како комуниколог честопати знам да си направам една само анализа, едно видување, едно размислување, која е патеката до развој и развиена општина, и дојдов до кратки едни пораки кои што секој градоначалник, секој совет, сите вработени во службите на општината треба да ги имаат во предвид. Прво е доброто менаџирање. Менаџерот на општината, тоест градоначалникот и советот на општината. Професионализам во работењето кој што се однесува на како на менаџерите, така и на вработените во општината, креирање на конструктивни политики во интерес на граѓаните за повисок животен стандард, привлекување на инвестиции, развивање на стопанството, вложување во здрава животна средина, вложување во образование, задоволување на потребите на пазарот на трудот, вклучување на младите во креирање на општински образовни политики, бидејќи здрава младина, здрава иднина, здрава општина, здрава држава. И благодарам. Мислам дека накратко тоа се основните работи за успешност. Благодарам што бевте дел од овој серијал. Секако ќе следиме се она што ќе биде и понатаму актуелно во образованието. И вам ви благодарам и се надевам дека се гледаме наскоро. Секако. Мораме да вложуваме во образованието, бидејќи неписмени генерации значи дека нема иднина. Затоа се надам дека сте задоволни од тоа како ни напредува општината, како ни напредуваат училиштата во поглед на условите за нашите деца.
Благодарам што бевте и со ова издание на емисијата од серијалот Го сакам кавадарци.